Се редат оставки на блиските роднини на функционерите од владеачката гарнитура. Ке придонесат ли критиките на јавноста да се расчисти непотизмот? Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека не сака да се меша во животот на својата сестра, која е тазе вработена во Елем. Тврди дека не влијал да се вработи, а не сака да ја притискува. Бектеши наместо да одговори со контрапрашање кон новинарите. Заради сомнежите на граѓаните, на јавноста, дека во ова општество сите немаат еднакви шанси. Еве, вашата сестра Влора стана вработена во МЕПС-от како сте вие функционер. Зашто тоа не се случи пред 2017 година? Тоа е прашањето што сите си го поставуваат. А вие зошто не работите во друга телевизија, но работите во ова телевизија? А не е тоа коректно прашање? Не е коректно, не. Знаеш што? Значи, мојата сестра е полнолетна. Не живее со мене. Премиерот Зоран Заев ке бара политичка одговорност од сите функционери за на граѓаните да им се даде еднакво право при вработување. Точно е дека има одредени и партиски припадности во вработувањата, но поголемиот дел се луѓе кои се бират на конкурси, граѓани на Македонија, и ви го кажувам дури во суштина, јас сум покрај премиер, сум претседател на политичка партија која што е на власт. За жал, поради огромната миграција и напуштање на работни места, имаме дефицитарни кадри за многу струки. Синот на заменикот владин генерален секретар Тахир Хани доби работа во Елем. Назми Хани е новиот референт во подружницата Треска на електране на Македонија. Пратеникот и генералниот секретар на СДСМ Александар Кирацовски преку Фејсбук соопшти дека побарало таткото на неговата сопруга Борис Поповски да се повлече од новото работно место како алатничар. Од морални причини, таткото на мојата сопруга, кој беше ангажиран времено на одреден период преку Агенцијата за времени вработувања, го откажа својот ангажман во фабриката за опрема и делови во Битола. И покрај тоа што неговиот ангажман беше сосема легален, легитимен и не поврзан ниту со политика, ниту со политичари, напиша Кирацовски. Се повлече и синот на пратеникот на ЛДП Горан Мисовски. Кристијан Мисовски на социјалните медиуми негодуваше дека јавните прозивки за неговото вработување во Агенцијата за супервизија на осигурување придонеле да даде отказ од работното место со работник за супервизија, иако ги исполнувал критериумите. Од сигурна и државна работа, мајката на пратеникот и портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов сега ќе се замине од работното место во Струмичкиот централен регистар. Ново формираната антикорупцијска комисија ги објави случаите за вработување на роднините на актуелните функционери, а веќе ги проверува спорните вработувања во државните органи.